Во кривичниот суд продолжи судењето онкологија 2 за несовесно работење и финансиски криминал. Во судницата беа сведоци, членови на управниот одбор и доктори од клиниката за онкологија и радиотерапија. Доктор сведочеше дека на медицинска историја на негов пациент била допишана терапија, а тој лично не ја зголемил. Објасни дека терапијата е многу зголемена, но и дека не знае дали таа останала само на лист како бројка или ја примил пациентот. Исто така сведок сведочеше дека членови на одборот не потпишувале терапија на реверс, но дека имало итни состаноци за зголемување на количини на терапија, зашто дозволувале Министерството за здравство и ФЗО. Одбраната реагираше на сведок кој беше роднина на пациент, дека тој не треба да е дел од ова судење, туку во делот на медицинското судење. Во ваква ситуација кога имаме нејасен, недефиниран и уште еднаш кажувам, ова е уште една потврда на она што прв пат ви го изјавив, дека актите на обвинителството се непрофесионално и нестручно направени и требаше да се ревидираат и требаше да се повлечат, за да немаме вакви неефикасни судски постапки. Со повикување на членови од семејства на пациентите, ние ги докажуваме финансиските малверзации и дека се давала терапија во кабинет кај директорот, а не смеела таму да биде. Објасни јавната обвинителка. Терапијата треба да стои во клиничката аптека, објасни Ана Гоговска-Јакимовска. Со овие сведоци, со нивните искази, токму тоа и се потврдува дека терапија била раздолжувана на име на пациенти, таа не била, предпоставуваме, давана на тие пациенти или како вишок терапија, како што и денес слушнавме дека имало вишок терапија раздолжувана на име на пациенти, повеќе од таа што ординирачкиот доктор ја има препишано, и тука е тој логичен заклучок дека тој вишок завршувал кај обвинетиот Никола Васев и подоцна тој ја давал на пациентите кои сака да биде даден. Вчера на судењето на онкологија 1 во делот на несовесно лекување, роднини на пациенти кажаа дека давале до 500 евра на обвинетиот Нино Васев со цел да добија терапија. Нино Васев и неговата одбрана негираа и прашаа зошто не пријавиле никаде за барање на пари со цел да добијат терапија.